Мицкоски, наредниот повик за општините ќе биде објавен во февруари-март. Пат на буџетот за филм 2025. Моделите на вештачката интелигенција го зголемуваат водениот отпечаток. НАСА не ги кажува причините за хоспитализација на астронаутите. Кина лансира нов сателит за океански салинитет. Гневот и спиењето, врска која може да ги зголеми проблемите. Јоко Оно ја доби судската битка за часовникот на Џон Ленон. Христијан Мицкоски најави дека наредниот повик на владата за општините ќе биде објавен во февруари или март следната година, со цел да се стимулираат локалните инвестиции и развој на инфраструктурата. Тој нагласи дека владеачката партија ќе ја следи транспарентноста во распределбата на средствата. Мицкоски истакна дека никој не се раѓа учен и дека постојано учи за да може да донесува информирани и аргументирани одлуки. Тој ја истакна важноста на соработката со невладините организации и амбасадите за подобрување на политиките и животниот стандард. Филмските работници во Македонија изразија сериозна загриженост за состојбата во македонската кинематографија, алармирајќи за 4 месеци без снимања и стопирани исплати за тековни и реализирани проекти. Според нив, агенцијата за филм не ги исполнила своите обврски, а буџетот за 2025 година е намален, што ги загрозува филмските проекти и членството на земјата во европските и светски филмски организации. Филмските работници апелираа до Министерството за култура и Министерството за финансии за ревидирање на буџетот, истакнувајќи дека предложената сума не е доволна за да ги покрие основните потреби на кинематографијата. Зголеменото присуство на вештачка интелигенција, особено на големи AI модели како што е ChatGPT-3, ги покренува прашањата за нивното влијание врз животната средина. Еден од најголемите проблеми е високата потрошувачка на вода за ладење на опремата во центрите за податоци, што во услови на глобален недостиг на вода станува сериозна грижа. Истражувањата покажуваат дека потрошувачката на вода може да биде многу поголема отколку што се проценувало претходно, што ја нагласува потребата од оптимизација на овие системи. Според истражувањето на Универзитетот на Риверсајд, за учењето на моделот GPT-3 во центрите за податоци на Microsoft, потребни се милиони литри вода. Професорот Шаолеј Рен од Универзитетот во Калифорнија предупредува дека потрошувачката на вода може да биде многу поголема од претходно проценетата, што ги поттикнува напорите за оптимизација на AI моделите и нивното поефикасно функционирање. Четворицата астронаути кои успешно ја завршија својата мисија на меѓународната вселенска станица, по враќањето на Земјата, биле хоспитализирани поради медицински проблеми. НАСА не ги обелодени деталите за причината за хоспитализацијата, иако се шпекулира дека проблемите со крвниот притисок може да бидат резултат на долго време поминато во нулта гравитација. НАСА ја опиша хоспитализацијата како медицински инцидент и ветуваше да ги објави деталите во иднина, додека астронаутите се соочуваат со физички и психолошки предизвици при прилагодувањето на животот по повратокот на Земјата. Кина успешно лансираше нов сателит за следење на салинитетот на океаните. Овој сателит, наречен Океан 401, ќе ја подобри способноста на Земјата да собира податоци за динамичните фактори во океанската средина, што ќе помогне во прогнозите за климатски промени и екологијата. Лансирањето беше спроведено со ракета Долг Марш 4 BY-53 од Центарот за лансирање сателити Тајуан. Ова е 545-то лансирање на ракета од серијата Долг Марш и важен чекор за напредок во следењето на океанските процеси. Вистина е дека една од најлошите работи што можете да ја направите кога сте лути е да одите во кревет. Вистина е дека кога сте будни, имате можност да процесирате негативни емоции, но ако одите во кревет, тие може да станат само поголеми. Вистина е дека стресот и тешките чувства предизвикуваат реакција на борба или бегство, што го прави заспивањето многу потешко. Вистина е дека нарушениот сон може да го влоши гневот и да создаде маѓепсан круг. Вистина е дека ќе се разбудите истоштени наместо одморени. Вистина е дека квалитетот на сонот има големо влијание врз нашето здравје. Вистина е дека спиењето помага во емоционалната стабилизација, но гневот може да го наруши овој процес. Вистина е дека негативните емоции ослободуваат хормони на стрес, правејќи ве подложни на раздразливост. Вистина е дека кога спиеме, мозокот ги обработува емоциите и ги складира во меморијата, а гневот може да остави долготраен ефект. Вистина е дека легнувањето со лутина може да воспостави токсичен образец, поврзувајќи време на спиење со негативни емоции.
Вистина е дека ако ова се повторува редовно, може да прерасне во сериозен проблем. Вистина е дека за да го прекинете овој циклус, се препорачува да ги процесирате емоциите пред спиење, преку релаксација или пишување. Вистина е дека кога легнувате лути, се создава маѓепсан круг кој ги зголемува негативните емоции. Вистина е дека овој циклус може да се продолжи, создавајќи сериозни проблеми со здравието. Вистина е дека ако не го решите проблемот навремено, може да ја влошите емоционалната состојба и да создадете токсичен образец. Вистина е дека со време може да го поврзувате спиењето само со лутината, наместо со релаксација. Вистина е дека за да го нарушите овој циклус, важно е да ги процесирате емоциите пред да легнете. Вистина е дека методите како релаксација, медитација или пишување може да ви помогнат да го смирите умот. Вистина е дека ако редовно се применуваат овие техники, ќе се подобри квалитетот на сонот и ќе се намали влијанието на негативните емоции. Јоко Оно ја доби судската битка за часовникот на Џон Ленон, швајцарскиот федерален суд донел одлука во нејзина корист, отфрлајќи ја жалбата на приватниот колекционер кој го купил часовникот на аукција. Судот утврдил дека часовникот, кој Ленон го добил како подарок од Оно, бил неправедно одземен од неговиот возач и дека и припаѓа на Оно. Мицкоски, наредниот повик за општините ќе биде објавен во февруари-март. Пат на буџетот за филм 2025. Моделите на вештачката интелигенција го зголемуваат водениот отпечаток. НАСА не ги кажува причините за хоспитализација на астронаутите. Кина лансира нов сателит за океански салинитет. Гневот и спиењето, врска која може да ги зголеми проблемите. Јоко Оно ја доби судската битка за часовникот на Џон Ленон.